Почитувани граѓани, во 10 годишното владење на ВМРО-ДПМН бевме сведоци каде инспекцијските служби бе инструмент на репресија, уцени, заплашување и политички притисоци. Тоа на свој грб го почистуваа многу стопанственици и дуќанџии со плаќање на често пати и енормно високи парични казни, поради што некои од нив банкротираа. До сега, за казна од или неплатени сметки од 163 денари, со сите адвокатски трошоци и трошоци на извршители, износот кој што треба да се плати е 7.792 денари. Оваа сурова практика ќе остане во минатото после победата на СДСМ и коалицијата на изборите после 11 декември. Превенцијата ќе биде темел на казнената политика. По извршената опомена ќе се врши едукација со стопанствениците за почитување на законот, за да го вратиме мирот и спокојството кај даношните врзници. Прво ќе се опоменува за сторен прекршок и само при негово повторување ќе следува казна. Но и таа казна нема да биде енормно висока како до сега, туку ќе биде пропорционална на приходите на фирмата. Казната ќе биде со цел фирмите и работодавачите кои се огрешиле да се поправат и да го продолжат својот бизнис по сите правила на законите и прописите. Инспекцијските служби нема да бидат инструмент за репресија и политички притисоци. Изборот на правните субјекти кои ќе бидат контролирани ќе се спроведува по случајен избор или по пријава со цврсти докази. Извршителските трошоци нема да бидат повисоки од 20% од висината на спорот. Почитувани граѓани, после 11 декември, со сите наши мерки од изборната програма План за живот во Македонија, ќе вратиме вербата во институциите, ќе го вратиме животот и во Битола и во Република Македонија. Може едно прашање? Ве обвинија викендов дека е украдена кампањата од Српска партија, ваш коментар? Тоа е уште еден спин на власта на ВМРО-ДПМН преку нивната пропагандна машинерија и медиумите кои што ги контролираат. Ние имаме своја изборна програма, имаме свој тим кој што ќе ја промовира ова изборна програма и се надевам дека после изборите кои што ќе се одржат на 11 декември, на кои што избори ќе победи СДСМ заедно со коалицијата, ќе го разобличиме целокупното 10 годишно владење на ВМРО-ДПМН и нивните партии. Добро, согласно планот и програмата, ние како коалиција веќе движиме и во Битол и во регионот со нашите тимови, со нашата изборна кампања, со промоцијата на програмата која што ја имавме веќе подготвено уште за април месец, па за јуни месец, еве веќе сега конечно на 11 декември ќе го види и светлото на денот и ова изборна програма ќе биде и програма на идната власт на СДСМ која што ќе предводи новиот премиер Зоран Заев. Па сметам дека досега имаме ферплей со оглед на тоа што со пршинскиот договор имаме и контрола на медиумите. Очекуваме дека и така ќе продолжи таму да движиме во медиумскиот простор и се надевам дека до крајот на изборите, до самиот ден на избори, ќе очекуваме и фер односи од страна на владеачкото мнозинство на ВМРО-ДПМН и ДИУ.